Почитувани гледачи, добра вечер. Спортски поздрав од салата Кале во Скопје. Место на одигрување на третиот надпревар од полуфиналето на плейофот во домашниот кошаркарски шампионат меѓу екипите на ТФТ и на МЗТ Скопје Аеродром. Актуелниот македонски кошаркарски првак МЗТ води со 2:0 во серијата, откако ги доби првите два меча одиграни на домашен терен во спортскиот центар Јане Сандански. На 30 април беше тесно, неизвестно, 79:77 за аеродромци, додека неколку дена подоцна на 7 мај МЗТ го демолираше амбициозниот тим на ТФТ на истиот паркет, победувајќи го со 24 коша разлика, 91:67. Тоа значи дека со полн погодок вечерва на туѓ паркет во салата Кале, каде што ТФТ е официјално домаќин на своите надпревари, МЗТ Скопје би станал прв финалист на плейофот на годинашниот македонски кошаркарски шампионат, пошто ќе го очекува расплетот во втората полуфинална серија меѓу Пелистер и Работнички, каде што предноста на битолчани е од 2:1. Ова е ростерот со кој што Борис Милковски вечерва ќе се обиде на клупата на ТФТ да му нанесе прв годинашен пораз на тимот на МЗТ. Тоа значи настап со Николовски, Верц, Ален, Ташовски, Николов, Нури, Калхун, Стојанов, Марковски, Хотон и Зафиров. Најдоброто нешто со кое што располага во моментов Борис Милковски, предводникот од клупата на тимот на ТФТ. Од друга страна, Васко Атанасов денеска исто така со 11 на кошаркари во ростерот. Бојан Крстевски, Марин Петков, Џон Гилон, Марко Миловановиќ, Андреј Андоновски, Дамјан Робев, Харис Делалич, Дамјан и Војдан Стојановски, Марко Баковиќ и Душан Танасковиќ. Прекуброено од странците е американецот Ејасу Ворку. Според пропозициите, четворица интернационалци имаат право на настап во надпреварите од македонското кошаркарско првенство. Еден неизвестен меч и еден уверлив триумф на аеродромци во претходните две соочувања во рамките на ова плейоф полуфинале. Предходно и на трите меча кои што ги одигра овие екипи во рамките на основниот дел од сезоната, како и на меѓународен терен на турнирот на АБА 2 лигата на 19 март во Суботица, МЗТ триумфираше против ТФТ, така што севкупниот биланс во меѓусебните соочувања на домашна и на меѓународна сцена до овој момент е 5:0 за екипата чиј што предводник од клупата е Васко Атанасов. Убава саботна вечерина во Скопје. Пред почетокот на надпреварот уште и запознавање со тројцата арбитри Игор Митровски, Андреј Златевски и Никола Јакимовски. Ќе биде триото кое што ќе е задолжено за кошаркарската правда на вечерашниот меч во спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. Нешто подолго очигледно ќе потрае неизвестноста во вториот полуфинален судир. Видовте колку неизвестност донесе вчерашниот меч во Битола меѓу Пелистер и Работнички, со кој што пелистерци победаа со 2:1 во серијата со најтрофејниот македонски кошаркарски тим, и тие ќе можат во наредниот четврти надпревар со полн погодок во тој меч кој што би требало да се одигра кон средината на идната недела, да го заберат пласманот трета година едно по друго во финалето на кошаркарскиот плейоф во најдоброто практично од македонската клубска кошарка, каде што сигурно чекори со двете победи во првите две соочувања до сега сезонава и тимот на МЗТ Скопје. Доаѓа на теренот на кој што на 22 ноември минатата година или пред околу 6 месеци триумфираше со 68:63 во првото меѓусебно соочување во годинашната сезона против екипата на ТФТ. ТФТ бил тим кој што му нанел болни порази на тимот на МЗТ, особено оној во финалето на купот пред две сезони, но променети се нештата во споредба со тогаш и во последно време речи си максимален е успехот на македонскиот кошаркарски шампион во меѓусебните соочувања со
екипата од Тафталиџа кој што игра своите надпревари во салата во спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. На спротивната страна присутни навивачите на МЗТ Скопје Аеродром. Денеска и со посебна причина, затоа што пред судиското потврлање на овој меч со едноминутно молчење ќе му биде одадена последна почит на Маријан Михајловски, легендата на навивачкото движење уште од некогашните постави на Комити, символот на кошаркарските фанови на Аеродром. Иконата на приврзаниците на спортската култура поврзана со МЗТ, популарниот Мац Глава, Мац Гробар, некогашниот Комита, почина вчера ненадежно и осиромашено е навивачкото движење со неговата прерана смрт. Почнува третиот полуфинален двобој меѓу ТФТ и МЗТ Скопје Аеродром. Во почетната петорка на ТФТ Верц, Ташовски, Николов, Калхун и Хотон. За МЗТ на стартот на паркетот се Гилон, браќата Дамјан и Војдан Стојановски, Баковиќ и Танасковиќ. Дуелот го отвора со поени Страхил Николов за почетно водство на домашниот тим од 2:0. Војдан и Дамјан Стојановски ја предводат уводната акција на сините од Аеродром. Дамјан во дуел со Калхун, Танасковиќ за момент, па Баковиќ на шут за 3 поена и со прецизен удар од зад линијата 6:75. Баковиќ го отвора овој надпревар за водство на МЗТ од 3:2. Верц му побегна на Баковиќ, успеа да му ја врачи топката на Хотон, овој центарски со Танасковиќ, асистенција за Ташовски, нема поени за него, но Хотон ги потврдува поените за ново водство на ТФТ. Посебно инспирирани денеска припадниците на Фемили Аеродром со транспаренти и на некогашните сервис кру на она легендарна постава на навивачката група уште од крајот на минатиот век, чиј што член беше и починатиот Михајловски. Нова тројка на Баковиќ, 2-2 за крилниот играч на МЗТ, 6 негови поени, 6 купно и за МЗТ, 6:4. Ташовски, па Николов и тој има отворен шут преку Баковиќ, инспирирано од одличната напаѓачка роља на Баковиќ на стартот, еве го и Николов почнува по негови стапки. 7-6. 4 промени на водството до сега веќе во изминатите 2 минути од надпреварот. Дамјан Стојановски тргнува на дриблинг во дуел со Сардар Калхун. Ќе сака да го набие во рекетот, па потоа со еден ролинг, свртување, успеа да се крене на шут капитенот на МЗТ, но не и да погоди. 2-2 на Верц со Хотон. Ја прифати топката Хотон, меѓутоа добра одбрана од Дамјан Стојановски, пресече, ја одбрани практично таа топка, веднаш појде МЗТ во транзиција, а Николов направи фаул на Џон Гилон. Првата лична грешка на надпреварот за Страхил Николов. Танасковиќ најблиску до Гилон, напаѓа Гилон кон Хотон, па сега и Дамјан за шут за 3. Звонредно почнуваат шутерски аеродромци, 3 тројки од 3 обида, 9:7 за актуелниот шампион. Обид на Ташовски за брз одговор со шут од полудистанца, непрецизен. Се игра брзо, динамично, рано се завршуваат нападите, уште пред истекот на 15-та, 20-та секунда. Напаѓа Баковиќ, фаулиран, уште долу, пред да тргне на влез, личната ја направи
Девид Хотон. Еден фаул на Николов, еден на Хотон за сега. Танасковиќ. Во пик Војдан Стојановски со Танасковиќ. Пак топка за него од Баковиќ. Презеде кратко Николов и Војдан во обид да постигне тројка. Еве го првото промашување за МЗТ надвор од линијата 6:75. Пренесува Калхун. Ташевски повторно Калхун, минува лесно крај Танасковиќ. Фаулиран Калхун од центарот на МЗТ. Ова е првата лична грешка што ја прават кошаркарите на Васко Атанасов. Хотон. Николов. Се крева Калхун на шут. Непрецизен топката во рацете на Хотон. Ташевски и Николов се македонското домашното дуо во петорката на ТФТ. Хотон проигран во рекетот. Не реализираше од идеална позиција, непосредно од подкошот. Гилон. 9-7 е водството на МЗТ. Баковиќ. Војдан Стојановски. Се ослободи Баковиќ, па влезна Баковиќ, ја фрлива топка, фаул на Николов. Втора лична на Страфил Николов. На шут. Прекршокот. Две слободни фрлања, не на шут, туку веќе во фаза на двочекор, но ќе издаде две слободни фрлања Марко Баковиќ. До сега оваа сезона во македонското првенство 73 реализација на слободните фрлања. 29 реализирани од 39 упатени шута. 10-7 за МЗТ. И првото промашување воопшто на надпреварот за Баковиќ, меѓутоа ќе остане во напад МЗТ затоа што не успее да сочува топката ТФТ под својот кош. 6 минути и 5 секунди до крајот на првиот период. 10-7 водството на МЗТ. Напаѓа Војдан Стојановски. Попречи Хотон, се обиде да го крене шутот и при обидот на положување Војдан Стојановски. Уште 7 секунди за нападот на МЗТ. Имаше мал контакт од Хотон, доволно за да го оневозможи положувањето. Дамјан Стојановски, непрецизен шут за 3. Се обиде да го искористи блокот што му го направи Танасковиќ, иако од огромна дистанца од над 7,5 метри го испрати овој непрецизен обид капитенот на МЗТ. Виктор Ташевски беше најдобар поединец на ТФТ на прва средба во Јане Сандански, кога ТФТ се држеше долго до пред самиот крај на надпреварот, па го загуби со тројка на Војдан пред крајот. Секогаш по традиција инспириран, мотивиран Виктор Ташевски во надпреварите против МЗТ, така и денеска. Еве, важат неговите поени, има и прв фаул на Џон Гилон. Даде 24 коша во првиот надпревар, 7 коша запише на втората средба Виктор Ташевски. Израмнување на 10-10. Интересно, ова е прв нерешен резултат до сега. Фаулираше Ташевски. Четврта тимска лична за ТФТ. Средишница од првиот квартал. Војдан Стојановски. Гилон. Танасковиќ не мести во рекетот, нема топки за него. Еве сега проигран Танасковиќ и ја искористи својата добра прегледност, координација во движењата, а и прецизната рака. Погодото одцвртување за нова предност на МЗТ 12-10. Точно по 5 минути игра од надпреварот во Кале. Трет меч од плейоф полуфиналето.
Верц не може покрај Танасковиќ, затоа Калхун скок шут, доцнеше Војдан Стојановски. Нема погодок, дефанзивен скок на Гилон и веднаш транзиција. Војдан наместен на шут за 3, погодува и Војдан Стојановски. 4 тројки за МЗТ за сега, 15-10. Ова е највисока разлика што има за сега шампионот, еве во 6-та минута од надпреварот. Ташовски за Хотон, се подисплаши од Баковиќ, пак топка за Хотон, далеку остана Танасковиќ, го искористи тоа Девид Хотон, негови 4 поена, 4 коша даде Хотон на претходниот дуел, откако реализираше 11 на мечот број 1 од ова полуфинал. Војдан Стојановски. Танасковиќ прими топка против Николов. Топка за ТФТ. При додавањето топката удри од она попречна линија од теренот. Ѓорги Зафиров прв пат го игра во тимот на ТФТ на местото на Сардар Калхун. Ташовски за Николов, покрај Делалич кој што во меѓувреме влезе во тимот на МЗТ. Ќе беше ова супер атрактивно, меѓутоа не успеа за малку да реализира Николов по таа негова соло индивидуална акција. Делалич има предност против Зафиров, напаѓа Делалич, стекна добра позиција, но без погодок, без реализација. Ташовски ја задржа топката да не биде тоа неправилно водење. Повторно Ташовски, удвоен. Тоа голот е сам Николов, но не успеа да погоди втора или трета тројка, односно втора тројка на денешниот меч. И понатаму води МЗТ 15-12. Робев се подготвува за влегување во игра кај МЗТ. Делалич го напаѓа Верц. Делалич и пак нема реализација од две многу слични акции кои што се обиде да ги претвори во погодок. Делалич веќе ТФТ на позиција за шут. Овој пат погодува Страхил Николов. Тоа беше шут за 2, 7 поена на Николов, практично половина од ефектот на ТФТ за сега е на Страхил Николов. По 8 коша даде на претходните два меча. Дамјан Стојановски има отворен шут за тројка и негова втора. 5 тројки за МЗТ од 7 обида. 14-18 водството на шампионот. Ташовски го крева шутот преку Гилон, нема таму помош од Хотон за евентуален офанзивен скок. И затоа Делалич реализира при тоа и направена лична грешка над него. Една брза транзиција, полуконтра извлече тимот на МЗТ. На асистенција Дамјан Стојановски за Делалич. Можеше и сам да оди на завршница, но поентираше босанскиот интернационалец. Води МЗТ 6 разлика, 20-14 на 2 минути и 10 секунди пред крајот на првиот квартал. Тайм-аут за Борос Милковски. Because our big is forced to help, and with pick and pop he is late and he is making foul. Next! Hey, listen, Yola, the same opening possession, Yola. So when you will go over here, you will go on pick and pop. But then, Yola, yes, Yola, this time, when you will go down, take a screen for Yola. And find Yola for shot, okay? Defense 2. With me only or... No. Defense 23. 23. Team on 3. 1, 2, 3. Ќе се обиде ТФТ да го спречи овој прв позначајн исчекор на тимот на
МЗТ во финишот на првата четвртина, од која што остануваат уште 2 минути и 10 секунди. Дуелот ќе продолжи со дополнително слободно фрлање за Харис Делалич. Проблем за ТФП е што трета лична грешка заработи Страхил Николов. 14-21. И Делалич со 3 коша. И ова се веќе значајни плюс 7 за кошакарите на МЗТ. Нема тројка на Зафиров. Па потоа се обиде Крстевски да оствари офанзивен скок. Не успева тоа. Направи чекори Дамјан Робев. Неколку нови играчи на едната, на другата страна. Ален Луис сега ги организира нападите на тимот на ТФТ. Додавање за Верц. Погодок на Верц. Не му попречи доволно Дамјан Робев. Први поедни за Ленгстон Трей Верц. 21-16. Робев. Андоновски ја зазеде позицијата на Танасковиќ, а Војдан погодува, при тоа направен фаул над него и за дополнително слободно фрлање. Личната е на Ѓорѓе Зафиров. 23-16. И 24-16. Највисоки плюс 8 на истек на 9-та минута. Откако постигна 6 поена, Војдан Стојановски повлечен од игра. На негово место Марин Петков. Минува Луис. Судена е лична на Андреј Андоновски. И Миловановиќ во игра во петорката на МЗТ. Уште во раната фаза настојува Васко Атанасов да ги разигра сите кошаркари. Делалич ја пресече топката или додавањето што беше наменето од Луис за Верц. Петков. Блоковите од Делалич и од Андоновски. Делалич странично за Миловановиќ го напаѓа Зафиров, се доведе во тешка позиција. Андоновски ги извади за Петков. Буквално резервистите на МЗТ се во петорката, а и Марин Петков на истекот на времето за напад, еве го со 6-та тројка на МЗТ во оваа фаза од надпреварот. 18 од 27 коша на тимот на МЗТ се постигнати со прецизен шут за 3 поена. Зафиров. Извонреден влез на Ѓорѓи Зафиров. Потоа вешто таму на втор обрач успеа да се снајде, да поентира, при тоа имаше и контакт кој што разбирливо беше санкциониран. Суден му е фаул на Харис Делалич. 27-18, кратко траеше ова највисока разлика на МЗТ од 9 коша. Реализација на Зафиров и во дополнителното слободно. 27-19. Има време можеби за уште некој кош. Миловановиќ. Андоновски против Хотон. Ги заслужи поените Андреј Андоновски. 29-19. Еден надмоќен почеток на првата четвртина и убедливи 10 разлика за актуелниот шампион. Некако налик на предходниот надпревар, кога многу слично успеа рано да стекне предност и потоа го доведе противникот во ситуација буквално постојано да биде во дефицит и да брка. Како и да е, по уводните 10 минути од средбата, еве 29-19. Извонреден
Шут од далечина на МЗТ, 6 тројки од 8 обида, 3 од 7 во шутот за 2, ако сакате, севкупно 9 од 15 во игра, 60% реализација. ТФТ до сега има успешност од 47%. Доминација на МЗТ не е спорно за сега, крајно мотивирани влегува во надпреварот избраниците на Васко Атанасов. Остана нереализирана желба да се избори барем финале во АБА-2 лигата, меѓутоа се покажа и Спартак е исклучително квалитетен и во моментов далеку подобар ривал од македонскиот кошаркарски првак. Колку лесно нашиот најдобар тим загуби во тој полуфинален АБА-2 двомеч со Спартак, што останува констатацијата за реалното ниво на македонската клубска кошарка, ако да речеме се сумира начинот на кој што беше поразен македонскиот шампион од тим кој што не е ниту член на АБА и кој што во ситуација во соседна Србија некаде би бил 7-8 тим, а 10-ти клуб и во регионалното најквалитетно јадранско друштво. Но да не се странците, пак во нашата клубска кошарка можеме да замислиме колку уште пониско би било квалитативното ниво. Почеток на втората четвртина стартува таа со напад на МЗТ во ситуација кога направена е корекција на семафорот и 28-19. Успеав само да разберам која ситуација која што претходно била проценета како прецизен шут за 3 поена, во меѓувреме е коригирана и претворена во погодок за 2. Но со овие поени на Андреј Андоновски, МЗТ ја прави таа разлика изразена со двоцифрен број поени, 30-19. Верц го предводи нападот на ТФТ, спушта на низок пост за Хотон. Зафиров против Петков, Селизна Петков, непречен шут на Зафиров. Од второбит некако ги реализира овие поени кошаркарите на ТФТ. 21-30. Петков, Делалич, Миловановиќ, и тој се обиде да запише тројка, без погодок. Зафиров мина крај Миловановиќ. Сега Верц шут за 3. ТФТ останува на една тројка од 5 обиди. Лична токму на Верц. Два поена, бил еден погодок на Петков, кој што го евидентиравме како тројка и оттаму корекцијата на резултатот. Значи 30-21, минута и пол минува од вториот квартал. Робев шут, прифати таму некако во рекетот под противничкиот кош Андреј Андоновски по големото промашување на Робев. Мртва топка, а тоа значи напад за ТФТ. Затоа што четвртината стартуваше со акција на МЗТ. Промена на последот. Верц му бега на Робев. Верц, додавање за Хотон. Ке биде забивање ова на Девид Хотон. За него 6 коша, 23-30. Се амбицираше Миловановиќ, меѓутоа пак не погодува тројка. Остава Атанасов да останат подолго на паркетот кошаркарите од клупата. И враќа сега Дамјан Стојановски и Танасковиќ.
Излегуваат Андоновски и Миловановиќ. Луис. Задржан со лична грешка Алан Луис. Ќе изведе две слободни фрлања. Фаулот го направи Петков. И тој излегува, Гилон се враќа. Што значи од почетната петорка на МЗТ на теренот го нема само Војдан Стојановски. Робев останува на паркетот. Намалува Луис, 30-24. 70% реализација има на слободните фрлања. Еве ги неговите први поени. 25-30, интересно. 6-0 прави тимот на ТФТ. А сега Танасковиќ не реализираше еден зицер од како претходно се ослободи од Хотон, кој што при тоа направи и лична. Фаулот е свирен на Верц, не на Хотон. Од позадина приоѓаше Верц. Краток Танасковиќ, некако во последниот период, па дури во завршните мечеви одава два лиѓата, поприлично се мачи Танасковиќ од линијата за слободни. Во македонското првенство е на 65% реализација. 3 негови коша до сега. По ние 6-0 на ТФ, това е првиот погодок на екипата на МЗТ. Фаул на Робев. Трета тимска за МЗТ. Треј Верц. Само 8 промашени слободни фрлања годинава. 3 поена за Треј Верц. За сега без неискористено слободно фрлање домашниот состав. 27-31, само минус 4 од како ТФТ во еден момент имаше плюс 11, 30-19. 8-1 направија домаќините. 7 минути до полувремето. Баковиќ за Танасковиќ против Хотон, вади за Гилон, далеку беше Луис. А потоа и Робев не прифати со офанзивен скок. Може ТФТ и да воспостави резултатски егал. Крстевски кратко, Луис. Тргнува Верц, се разигра американците, еве го Зафиров, скок шут преку Баковиќ. Ево го стигне Баковиќ веќе на спротивната страна да ја прифати топката на низок пост. И тоа против Луис. Дамјан Стојановски, на него Зафиров. Приоѓа Танасковиќ на блок, меѓутоа Дамјан прво кон центарот, а потоа се крена на шут за 3. Го навлече Зафиров да направи втора лична грешка и при тоа да биде на шут за тројка, што значи ќе изведе 3 слободни фрлања Дамјан Стојановски. Со над 91% успешност од линијата за слободни. Еден од најдобрите изведувачи на слободни фрлања во лигата. Воопшто МЗТ е на 76 без малку проценти реализација од линијата за слободни. Даде две тројки до сега Дамјан, ова е неговиот седми погодок за 32-27.
Ќе изведе и уште едно. Максимален Дамјан Стојановски. Негови 9 коша. 34-27. Луис. Калхун во игра. Одигра поголем дел од првиот период. Против Танасковиќ. Доздогледува Луис. Сам на шут за 3 Луис. Нема тројка. Нема ниту кошаркар во бел дрес таму подготвен за скок под противничкиот кош. Важат поените на Гилон. Направи фаул Луис. Само што се доби печаток дека ТФТ има капацитет можеби да ја врати неизвестноста на овој надпревар. Токму МЗТ го возвраќа ударот. Се разбуди буквално во моментите кога се приближи ТФТ. Два плюс 1 или 3 коша за Џон Гилон. И пак е разликата двоцифрена еве. Беше 31-27, па 6-0 потоа на МЗТ и 10 предност. Луис покрај Гилон, па Калхун му побегна на Дамјан. Прв поен на Сардар Калхун. 37-29. Војдан Стојановски. Баковиќ. Дамјан покрај Калхун, па сепак се реши на дриблинг. Тргна, Хотон блокираше. Не е фаулот од Хотон, вели судијата Јакимовски, туку од Калхун. Не сум баш најсигурен. Но окей. Седум од 9 МЗТ од линијата за слободни до сега. Погоди 4 од 5 слободни кои што ги изведе Дамјан Стојановски. 38-29. Верц, шут за 3. Се ослободи претходно од Гилон, ќе остане ТФТ во напад. Луис чека да се ослободи некој негов соиграч. Ризично проигрувањето за Верц, таму Војдан игра одлично одбрана на него, агресивно, Калхун, па Луис тргна под застана, доволно Дамјан да се намести, повторно Верц, уште 3 секунди за напад и немаше најдобра контрола, перспектива на позицијата на која што се наоѓаше Треј Верц, нагази на страничната линија од теренот. Средишница од вториот период. Резултатот 38-29. Изостанаа овие лесни поени на Гилон. Крстевски. Шут на Дамјан Крстевски за 3 поена. Една тројка од 8 обиди има за сега тимот на ТФТ. Николов ќе биде вратен во игра. Мора да ризикува со него Борос Милковски покрај трите лични кои што ги направи, а Војдан Стојановски буквално се прошета, дојде до 8 постигнати коша и пак некако неосетно, неприметно, незабележливо, одберете го кој збор милувате, МЗТ на највисоки плюс 11. 40-29 тайм-аут за Смилковски.
Gola out, step like a snagger for gun, okay? So you dribble, if you see him open, pull it fast, attack in the right or take that shot. If not, if he step out, find structure and attack. We need to defend and to run, okay? Divo, Пеќе беше во една ваква слична позиција тимот на ТФТ на почетокот на овој период. Во моментот кога ги имаше тие највисоки, најголеми минус 11, 30-19, се мобилизираше тимот на Смилковски, направи серија од 6-0 и полека почна да се приближува, стигна најмалку до негатива од 4. Меѓутоа грешка во организирањето на нападот и сега Гилон со крупни чекори ја извлече оваа индивидуална акција до крај, доаѓа до петтиот кош. Рекордни плюс 13, 42-29. Калхун, Хотон, далеко истиснат надвор од рекетот од периметерот. Паѓа концентрацијата на кошаркарите на ТФТ, уште 5 секунди за шут. Николов, двојно водење. Енергетски, инспиративно, на далеку повисоко ниво се кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром. Доаѓа до израз и евидентната разлика во квалитет. Гилон, Баковиќ, посетувам го почна овој надпревар со 2 тројки Баковиќ, еве го сега Војдан Стојановски. И тој постигна една, овој пат без погодок од далечина. Николов, Ташовски, прилично авантуристички од Ташовски. Изведе 2 слободни фрлања, иако Дамјан убедено ти овде не направил фаул. Фаулот е од Танасковиќ. Баш да видиме. Контактот со десната подлактица е санкциониран од судиите. Го покажа тоа веднаш Андреј Златевски. Излегува Војдан, излегува Танасковиќ, Андоновски и Делалич во игра. Интересна е сега поставата со Гилон и Дамјан Стојановски на дорешните позиции. Делалич, Андоновски и Баковиќ. Ташевски го погоди првото, не и второто слободно. 4 поена за сега за него. 42-30, последни 3 минути од вториот период. Гилон го здогледа Дамјан Стојановски, на него веднаш Хотон. Беше внимателен, сконцентриран Хотон, ја одзеде оваа топка, квалитетна одбрана од центарот на ТФТ. Мина Верц крај Делалич, но не успеа да прифати Хотон. Николов, шут за 3. Со тројка го отвори над преварот. Андоновски останува на 4 коша од претходно. Добра беше оваа позиција за младиот Андреј Андоновски. Робев ќе биде испратен на паркетот во првиот нареден прекин. Верц против Делалич. Верц на шут за 3. Една единствена тројка која што ја погоди Николов и уште 8 непрецизни обида. Сега Зицер промашува и Делалич, нешто слично како и Андоновски. И сето тоа МЗТ го прави на плюс 12, па не е загрижувачки толку за Васко Атанасов. Иако се лути тренерот на МЗТ за леснотијата со која што му беше дозволено еве на Верц во ситуацијава да поентира. Делалич беше едноставно гледач во грбот. Минута одмор за тренерот на МЗТ. Don't fall down! Score the fucking goal! Stay down, stay down, go! Hey! Let's break, John, you inbound! Robert over here, Harris over here!
припадниците на некогашната стара навивачка гарда на МЗТ Скопје, уште од крајот на 90-тите. Осиромашена таа група по ненадејната смрт на еден од нивните највпечатливи привозаници кој што беше и вработен во клубот. Минута 45 до полувремето, 42-32 за МЗТ и напад. Делалич минува крај Николов, мора нежен да внимава Николов поради трите лични кои што ги има, без погодок на Делалич. Потроши доста топки Делалич и тоа три промашувања буквално под кошот, не на шут од дистанца или полудистанца. Ташовски. Неколку добри блока од Николов, па сега се оддалечи Николов на пикен поп, на друга замисла има Ташовски. Ја добива топката од Крстевски, не оди шутот денеска, како што не му одеше на ТФТ и на мечот број 2. Го достигнали Зенитот, го достигнали врвот ТФТ, особено во нападјачкиот сегмент, во првиот надпревар во кој што долеваше до пред самиот крај, беше на чекор до подвиг. Робев. Гилон, последна минута од полувремето. Робев наместен на шут за 3, само во аголот од таблата. Николов. Далеку од рекетот. За кошаркар со неговите физички предиспозиции и техника и познавање сигурно може и многу повеќе. Лична грешка направи Луис во оваа ситуација. Втора за него, веднаш е повлечен од игра. Десет од 13 МЗТ изведува слободни, ТФТ има 7 од 8. 7 поена за Гилон, 44-32. Ташовски. Ќе оди на долг напад, ќе остане нешто ситно и за МЗТ. Фаул на Гилон. Се лути Атанасов, зашто Гилон фаулираше. Веројатно чувството, инстинктот на Гилон го понесе, па беше убеден и ќе успее да му избие топката од раце. Вака во бонус МЗТ со оваа лична на Гилон. И затоа добива Ташовски шанса за лесни 2 поена преку слободни фрлања. Ниту Виктор Ташовски не е во нападјачкото издание од 30 април. 2 нереализирани слободни. Последни 10 секунди од полувремето. Гилон, првиот блок од Баковиќ. А потоа го здогледува Робев, овој на шут за 3, без погодок. Успеа Миловановиќ да испрати шут, но се сомневам дека ќе важеа поените. 44-32 водство за МЗТ Скопје Аеродром против ТФТ на полувреме од третиот надпревар во полуфиналето на плейофот од домашниот кошаркарски шампионат. Актуелниот македонски првак чекори кон пласман во ново финале на разигрувањето за титулата, бидејќи по водството од 2:0 стекнато со победите на домашен паркет, еве го на половина од мечот во кој што со погодок ќе го избори третиот триумф и ќе го завери учеството во нова завршна серија и борба за титулата против Пелистер или против Работнички. Во досегашниот тек од надпреварот 10 поена за Дамјан Стојановски, 7 за Гилон, 8 за Војдан Стојановски, 7 постигна и Баковиќ кој што има и 4 скока. На спортивната страна кај ТФТ 8 поена и 9 скока за Дејвид Хотон, 7 коша за Николов, 6 за Верц. Меѓутоа,
Некако ТФТ се соживува со ова улога, постојано да му гледа во грбот на противникот. Ќе може ли да се приближи, ќе видиме веќе на почетокот на третата четвртина. Со водство од 12 поени разлика, 44-32, МЗТ Скопје Аеродром влегува во третата четвртина од надпреварот против ТФТ Моцарт, меч број 3 од плейоф полуфиналето во домашниот кошаркарски шампионат. Убедлива разлика, двоцифрена предност за актуелниот шампион, кој што постојано беше во резултатска позитива со исклучок на две минимални водства на ТФТ од 2-0 и од 7-6 некаде таму во уводните минути од надпреварот, за потоа момците на Васко Атанасов да имаат целосна не само резултатска, туку и играчка контрола во секој поглед. Случувањата на теренот буквално одат по насоката на желбите и очекувањата на МЗТ. Војдан Стојановски, Дамјан Стојановски, кој што еве шутира за 3, не успева да погоди. Баковиќ, кој што прави офанзивен скок и потоа го постигнува неговиот 9-ти поен. Џон Гилон и Душан Танасковиќ се во петорката на МЗТ. Тоа е онаа која што беше и стартна на надпреварот. Ташовски, Николов, Хотон, Калхун и Верц се петтемина во белиот дрес. Со овие петмина кошаркари Борис Милковски го почна надпреварот уште од уводната четвртина. Фаул на Војдан Стојановски во дуелот со Николов. За Војдан прва лична грешка. Овие 46-32 на отворањето на третиот период се највисока разлика која што ја има МЗТ на мечот до овој момент. Ташовски, тешка емисијата за ТФТ да се врати во една ваква ситуација, во еден ваков надпревар, во ситуација кога губи во серијата со 2-0 се наоѓа под императив да избегне пораз за да го спречи крајот на сезоната уште во овој момент. Но МЗТ едноставно маршира на секаков можен начин и ја покажува квалитативната разлика во речиси секој сегмент, секој елемент на кошаркарската игра во однос на амбициозниот состав од Скопското Авталиче. Погреши таму Танасковиќ под противничкиот кош, напад за ТФТ. Ташовски, Војдан агресивно на Верц, не му дозволува да се ослободи од блокот и да ја прими таа топка, а Митровски издогледува фаул од кого и над кого? Од Танасковиќ. Дуел без топка беше тоа. Еве го повлекувањето од Танасковиќ на Хотон. Трета лична грешка за центарот на МЗТ, затоа е повлечен од игра. Делалич во петорката. Верц, Баташовски.
Калхун. Остана долу Дамјан Стојановски, отвори тоа простор за Калхун да шутира, а стигнува таму Ташовски да ја земе оваа топка пред да излезе надвор од теренот. Сам се прошеда преку целиот терен, шутираше од полудистанција и без погодок. Некако хаотично ТФТ и на почетокот на третиот период. 2 минути без погодок. Домаќините. Баковиќ од негова позиција даде 2 тројки централно вака на стартот од надпреварот. Еве и третата. 3 од 4 во шутот од надвор со 12 коша е тој прв стрелец на надпреварот. Интересно за сега. Тој 12, Дамјан Стојановски 10, единствените двајца двоцифрени. 17 разлика. Нова грешка, уште една украдена топка. Војдан Стојановски за 51-32 и рано е принуден Борис Милковски да бара тайм-аут, затоа што ова што го игра ТФТ на почетокот на третиот квартал не личи на ништо. И се заканува целосен колапс. Јола! Јола! Hey! Are we willing to surrender at this moment? Our body language in the first 2-3 minutes. We cannot enter in the set. We are denied. Change the call or just dribble it out if he is denied, okay? Listen. Two, Victor. Two, Jola over here. Three, curl and hit Strahil. Strahil, jump, receive the ball. If he is too low, take that shot. If not, go outside screen with Dave, okay? Outside screen with Dave. Create from that. Trey will be here, he will not help go all the way. Ajde. Сезоната завршува можеби вечерва за кошаркарите на ТФТ. Меѓутоа, јасно, против себе имаат многу посоодветно составен и многу поквалитетно вкомпониран противник, едноставно ривал со кој што не може да се носат многу тешко, можеби на еден надпревар, камоли во серија на 3 добиени и оттаму буквално невозможна мисијата беше на ТФТ да се надева за евентуално да го мине полуфиналето. Секој триумф ќе беше вистинска премија, но и третата лична грешка во оваа трета четвртина ја прават кошаркарите на МЗТ, пакета на Војдан. Николов па Зафиров, Ташовски плюс Верци Хотон се на паркетот. Ташовски, рискантно проигрување за Хотон, пресече Делалич, па потоа присебно Баковиќ и ќе пренесе Војдан Стојановски. Петков во игра на местото на Гилон. Меѓутоа нападите не одат преку него, туку ги организира Војдан. Делалич го напаѓа Зафиров. Елегантно за Делалич. Петти кош. Отиде МЗТ на 20 разлика. Не може да погоди ништо. Николов го извадија целосно од ритам, од колосек, оние 3 лични грешки кои што ги направи уште во втората четвртина. А сега и трет фаул на Војдан Стојановски за неполни 3,5 минути игра. Го повлекува Атанасов, Војдан Стојановски, Миловановиќ во игра, а Робев ќе го замени Дамјан Стојановски. И МЗТ со резервната постава, само Баковиќ од стартерите во игра. 3 од 4 лични во овој дел од надпреварот, во оваа четвртина, по полувремето што ги направи МЗТ се на Војдан. Луис го напаѓа Петков. Луис побрзо од него делува. Николов само додавач за Верц. Овој влез во рекетот. Фаул. Важат поените од кого е личната, од Баковиќ или е од Миловановиќ? Од Марко Баковиќ. Без кош во дополнителното слободно за Верц, останува на 8 поена, колку што има и Хотон, двајцата најефикасни во редовите на ТФТ.
53-34. Петков. Робев. Луис го повлече Баковиć. Ова е првиот фаул на ТФТ во третиот период. Делалич. Баковиć, без поени. Делуваше ова како ситуација која што се очекуваше да ја реализира Баковиć, сега под собствениот кош прави фаул. Се под малото и малку очекуваше помош од Делалич, доволно тука Петков попречуваше на Хотон да му го олесни движењето на Луис. Не ја доби поддршката од Делалич. Може би клубори во последните 2-3 сезони, 2 сезони, ајде, со изборот на странците, на американците, кои што дефилираат, дел од сезоната се тука, заминуваат, дел се враќаат. Зборувам за ТФТ секако. Меѓутоа, тука е клубот од Тапталиџе, пак некаде при во горниот ешелон на нашиот клубски баскет. Не реализираше Луис ниту едно слободно. Предноста на МЗТ 19, разлика на средишница некаде од периодот број 3. Ќе биде мачен овој меч за кошаркарите на ТФТ до крајот. Пренесува Луис. Верц го напаѓа Баковиć, го крева шутот Верц, не успеа да освои Делалич. Хотон за нови 14 секунди. Луис, блок од Хотон. Удвои презеде Баковиć. Останува во напад ТФТ. Само уште 6 секунди за шут. Беше упорен Баковиć во докажувањето. Оти не играл тој последен со топката. Тајм-аут, еве, на средина од третата четвртина, на 4 минути и 55 секунди до наредниот мал одмор меѓу четвртините. Минута одмор за Борас Пилковски. Alan immediately on the low block. We have Dave. Strahil in the corner. And we have Jola. Jola! Inbound the ball. Full sprint. Screen for Jola. Jola another screen for Dre. Dre jump. Either shot for three, either attack on the low block. Step out defense. Advance pass. Hey! Timo 3 on the free. Луис. Па Верц по минутата одмор, шут за 3, изминуваше времето за напад. Останува тимот на ТФТ на една единствена тројка уште во ведните напади од мечот која што ја реализираше Страхил Николов. Потоа домаќините има уште цели 13 непрецизни обиди. МЗТ е на 6 тројки од 15 шута, 5 од тие тројки ги даде уште во првата четвртина. Баковиć не оди шутот од надвор, меѓутоа и ја нема тензијата, притисокот, набојот МЗТ како
во почетната фаза од надпреварот кога ја градеше оваа разлика, а Баковиќ ако не може да погоди во оваа ситуација од надвор, може од поблиску, еве го со 14 коша се етаблира како прв стрелец на надпреварот. Пак, Торпад 21 разлика. Истекна 26-та минута од мечот. Луис. Ја зема чиста оваа топка Баковиќ и сега одат во контра 2-2. Петков ќе оди сам на завршница, малку себичен, чекаше додавање макар од земја, асистенција Миловановиќ. Петков се прецени. Зафиров. Нема погодок денеска, не му оди на Зафиров, знаел да има добри епизоди, добри роли во спортска смисла на мечевите на ТФТ. Фаулиран Робев, излезе на него Верц. Втор фаул за ТФТ во ова четвртина. Повлечен Баковиќ. Андоновски во игра. Буквално резервната постава на МЗТ на паркетот. Петков, Робев, Миловановиќ, Делалиќ и Андоновски. Напаѓа Делалиќ, меѓутоа доста брзоплето му бега топката од раце, а и денеска е деконцентриран, да не речем индисponиран. Среќа на МЗТ не му треба многу по-посветен, по-ангажиран и по-присебен Делалиќ денеска. Зафиров. Може биете критичките тонови на мојата претходна констатација за неговата игра во нападот. Ја предизвикаа кармата, па постигнува тројка. 37-55. Петков. Краток во шутот. Уште еднаш Николов, големо промашување. Како да не е на теренот од како ги направи трите лични грешки. Петков. Уште 2,5 минути од третиот квартал. Спушта Миловановиќ. Бие Петков. Тројка на Марин Петков. Овој пат нема дилеми, еден негов претходен шут. Првично запишан како тројка, беше потоа приначен во погодок за 2. И трет пат МЗТ на плюс 21. 58-37. Зафиров, па Николов. За малку ќе украдеше Робев. Верц шут, нема тројка. И фаулиран Хотон, што е студено, фаулот е долу над Хотон, од Петков веројатно. Личната е од Марин Петков, да. Драгоцени се советите и во текот на надпреварите кои што ги добиваат од тренерите, младите кошаркари во развој, во подем, како што е Марин Петков. Девети кош на Хотон. 38-58. И првиот двоцифрен во тимот на Моцарт. 19 разлика. Робев. Слалом на Робев, сам против целиот тим на ТФТ, поставен дефанзивно, и сега Зафиров поаѓа во транзиција, се придодаваат и двајца од американците. Верц во корнерот, стигна Миловановиќ, Луис, Николов, добар проток на топката. Зафиров со обид за тројка преку Петков. Миловановиќ. Танасковиќ во дуел со Хотон. Нема многу вакви центарски директни соочувања во текот на надпреварот. Танасковиќ денеска поприлично одсутен од игра. Само 3 коша има српскиот центар, а Луис настоиваше да извлече максимум од ова. Доби само фаул од Андоновски.
по 3 лични имаат Петков, Војдан Стојановски и Танасковиќ во тимот на МЗ. Се изнапромашило и слободни фрлања. Нешто над 50% реализација има ТФТ. 9 од 17. Танасковиќ. Ташовски пак назад во игра. Ќе бараат преглед на ситуацијата од пред малку арбитрите по сугестија од клупата на МЗТ, така наречен челендж. Се прегледува кој игра последен со топката. Ние подоцна ќе го видиме оно што го гледаат сега и Златевски и Митровски. Топката е за МЗ. Дваесет секунди за напад. 12 секунди за напад, тоест. Петков од подкошот, инаку Хотон играше последен со топката, да нема никаква дилема. Робев. Миловановиќ, блок од Танасковиќ. Подавање за центарот, кој што игра еден од побледите настапи во домашното првенство. Зборувам за оваа сезона, за највисокиот кошакар на МЗ. Последни 10 секунди од третата четвртина. Горијан Марковски прв пат во игра, нему му ја краде оваа топка сега Миловановиќ и на истекот на третиот период ќе ги постигне своите први поени на мечот Марко Миловановиќ за 60-39. Четврти пат плюс 21, разлика со која што МЗТ суверено владее на теренот и чекори кон пласман во финалето, го делат уште 10 минути игра до крајот. 16-7 ја доби МЗТ до сега најнеефикасната трета четвртина од надпреварот. Подсетувам, на полувреме беше 44-32, некако најстерилни едните и другите во напаѓачка смисла. Ако го добие МЗТ овој надпревар на најдобар пат е, ќе добие шанса и да одмори малку повеќе, чекајќи го расплетот меѓу Работнички и Пелистер. Битолчани вчера славеа во мечот број 3, домаќини ќе бидат и на четвртата средба од серијата, која што најверојатно би се одиграла в среда. Такви се барем најавите од градот на конзулите. Ако е така, ќе има и директен пренос од мечот во салата Боро Чурлевски на програмата на македонската телевизија. Па потоа здравје Боже, двата финалиста, а може не секако и расплет со мајсторка во серијата меѓу Пелистер и Работнички, дори дополнително биле одредени термините за финалната серија, која што според предвидениот календар некаде би требало да заврши
најдоцна до крајот на мај, евентуално првите денови, првиот викенд од јуни. Финални 10 минути од надпреварот број 3 меѓу ТФТ и МЗТ Скопје аеродром. Многу веројатно за екипата од Скопско Тафталиџе последен меч во годинашната сезона. Може да си го дозволи луксузот Атанасов да го игра и до крај овој надпревар со кошаркари од резервната клупа, убеден да ја билда не само нивната минутажа, туку и нивната енергија во однос на тоа што ќе им биде потребно и оно што ќе му предстои на клубот во финалето. Подсетувам, МЗТ стартуваше од пол позицијата по основниот дел на сезоната, така што и без оглед кој ќе му биде противник во финалето, Пелистер или Работнички, ќе има предноста на домашниот терен во серијата 1-3. Првите два меча би се играле во Јане Сандански, евентуално потоа и мајсторката. Сега преглед бараат од клупата на ТФТ. Пак слична работа е во прашање, како и на спортивната страна предходно. Мислам дека ТФТ смета оти од Танасковиќ излезе топката надвор од игра. Иво Право, успешен челендж, еве го моментот. Не од Танасковиќ, туку од кошаркарот што беше во дуел со Хотон. Од него излезе надвор од теренот. Дамјан Крстевски изведува од подкошот, асистенција за Хотон, меѓутоа требаше да биде ова лесна реализација, кога веќе се ослободи Хотон од Андоновски, меѓутоа не успеа да погоди. 60-39. Робев. Го нападна Верц, па шут преку него. Обиди за офанзивен скок на Танасковиќ. Не му оди денеска, но тоа не се одразува речиси никако врз тимот на МЗТ. Верц, фаул на Андоновски. Се обидува ТФТ до крај да го одигра овој надпревар максимално на границите на можностите, впрочем достоинствено да се прости од публиката и да ја заврши годинашната сезона во која што полуфиналето е сепак максималниот дострел. Гилон, Танасковиќ, Робев. Отворена позиција имаше Андоновски, наместо тоа се реши на влез, фаул на Дамјан Крстевски. Ке се врати Петков, сега на местото на Робев. 8 минути и 34 секунди до крајот на овој надпревар, кој што е резултатски решен, уште од моментите кога МЗТ таму на крајот на првиот период направи двоцифрена разлика. Петков. Централен пикен рол со Танасковиќ, Петков без реализација. Дефанзивен скок на Хотон. 14 скока за Хотон покрај 10 скока, дабл-дабл ефект на центарот на ТФТ. Луис против Петков. Блок од Хотон. Саме Калхун, меѓутоа стапна на линијата.
Тројка на Миловановиќ. Во една опуштена атмосфера, кога енергетски ТФТ е доста долу. Еве, дури по 2 минути и 15 на секунди ги бележиме воопшто првите поени во последната четвртина. На едната и на другата страна. Највисоки 24 разлика. Подсетувам, ТФТ постигна само 7 коша во третата четвртина. Гилон отворен пат кон кошот и потоа искомпликува. На работна пресечено додавање беше Горијан Марковски, кој што потоа направи и фаул. Пак ќе биде повлечен од игра Душан Танасковиќ. Делалич ќе го замени на позиција 5 во ситуација кога и ТФТ нема класичен центар, кога клубови со високи кошаркари, па Снилковски постојано импровизира со играчи на позициите 4 и 5, може да си дозволи и МЗТ да игра со Делалич како центар, евентуално со Андоновски, заедно да ги менуваат позициите 4 и 5. Калхун. Луис, па Хотон, Горијан Марковски. По неколку сезони во работничкиот, како претходно играше во сите македонски кошаркарски клубови, еве го и во боите на ТФТ, без преголем удел во играта. А ова се првите поени на ТФТ во последната четвртина на Луис. 63-41. Фаулираше Андоновски. Четврта лична грешка за Андреј Андоновски. Повлечен од игра Горијан Марковски, Николов пак е во петорката на ТФТ. Атанасов го остава Андоновски во игра и покрај 4 лични грешки. Мајте сакаат судиите да погледнат некоја ситуација по овој мини судиски тайм-аут. Не сум сигурен за што станува збор. Арбитрите се во комуникација со нашето репортажно возило, така што го добиваат оно што им е потребно. Неспортска лична грешка. Фаулот на Андоновски над Луис. Еве го ова намерно поставување рамо. Промена значи на првичната одлука на судијата Андреј Златевски. Две слободни, па потоа и напад. Меѓутоа, повеќе се казна, отколку што се награда слободните за ТФТ денеска. Едва и 50% успешност, 9 од 18. При тоа баш ме интересира да погледам Луис колку промаши. Пет од 8 не реализираше Луис. За него едва и 5 поена. 63-42, сега и напад за ТФТ. Луис против Петков. Николов, па Калхун. Нов офанзивен скок на Хотон, најдобриот поединец на ТФТ. Дамјан Крстевски. Луис. Нема погодок на Николов. Една тројка од 6 обида или 3 од 10 севкупно од поле. Останува Страхил Николов на 7 постигнати коша уште од првата четвртина на надпреварот. Помалку од 6 минути до крајот. Луис.
Хотон го прочита ова Робев, меѓутоа не успеа да пресеча. С наодлив Хотон ја прими топката и веднаш добро се крена на положување. 44-63. 5-0 на ТФТ, разликата е под 20. Па потоа грешка нова на МЗТ, можност да му се допушти на противникот да се приближи што повеќе. Се измами сами од себе си Дамјан Робев. Ја нема на преварот жестината, разбирливо затоа што од резултатска гледна точка овде навидум се е решено, без оглед што продолжили индолентноста на МЗТ како во последните 2-2,5 минути. ТФТ може да се обиде да фати некаков приклучок или барем да го направи финишот позанимно. Тајм-аут за Атанасов. Е па како ово е сам доле, Ано? А? Не може сега вака да изгубиме топка, не се заебавајте! Има уште се игра и што се заебават! Не се стануве! Ало! Стоп! Мора само Харис јаде. Ей! Харис! Харис! Примија! Марин! Иди овде! Андреј! Овде пик, Робев, натрчај, изпеј, окей, отвори се тука, јасно? Нападни одма, ако имаш свич, врати се и игра 1-1, Робев праши у кош, Марко кош, ски пас, собира доле, окей? Прес брейк, Да, не му се допаѓаше на тренерот Атанасов залагањето на неговите кошаркари во последните неколку минути, општо во овие одиграни минути од последната четвртина, која што е точно на средината. Разликата на МЗТ 16 поена, 63-47. Петков го повикува Делалич, но не на блок, туку за додавање. Робев му бега на Луис. Затворен приодот, па Делалич мора да шутира, затоа што изминуваше времето за напад, без реализација. Денеска Делалич исто така нема настап за пофалба. 2 од 7 од поле. Луис. Николов му побегна топката, фаул на Петков. Ете го контактот кој што беше означен како лична грешка. Танасковиќ на местото на Миловановиќ. Повеќе да се неутрализира Хотон. Зафиров го напаѓа Делалич, ќе се прошета само низ рекетот, па Калкун даде една тројка од другиот корнер. Овој пат без погодок. Уште 4 минути до крајот. Петков, Танасковиќ и пак нема кош. Танасковиќ, фаулот е на Хотон. Не ни шутираше многу Душан Танасковиќ. 3 поена, 2+1 ситуација, згорена се само уште 2 непрецизни обида за погодок имаше Душан Танасковиќ. Ова е 64-тиот кош на МЗТ. За Хотон тоа беше втора лична грешка. Танасковиќ за 65-47. На рутина ќе го доведе МЗТ овој надпревар до крајот.
клучното го одработи уште во првата четвртина, таму се некаде до полувремето. Николов по подолго време постигнува поен и Страхил Николов. 7 му беа од уводната четвртина, еве 9 до овој момент. 65-49. 3:20 до крајот. Андоновски. Скок на Калахун. Луис, фаул на Робев. Втора лична грешка за Дамјан Робев. И ова мислам дека ќе го гледаат судиите. Има ли елементи за неспортски прекршок? Првичната одлука беше обичен фаул од Робев. Ова повеќе едукативно од Игор Митровски, од нашиот најценет, најреномиран, најистакнат, најквалитетен судија за помладите. Преиначена одлуката и ова е неспортски фаул од Робев, како и она што претходно му беше досудено на Андоновски, ако се сеќавате, на почетокот на оваа четвртина. И пак две слободни и напад за ТФТ. Луис промаши 5 слободни фрлања, така што ова е вистинска реткост за него да погоди два пати. А и одвај некако еве го дотурка до 7 коши. Од нив 5 од линијата за слободни. 51-65 плюс напад за ТФТ. 3 минути и 10 секунди до крајот. Негативата е 14, со тоа што ТФТ велам има можности да се доближи. Уште повеќе. Напаѓа Зафиров со помош на таблата. Ѓорги Зафиров до 8-миот кош. 53-65. Последни 3 минути од надпреварот. 12 разлика. Ако највисоките беа 24-63-39, од тогаш 14-2 прави екипата на МЗ. На ТФТ МЗ постигна само 2 поена во последните 4 минути, а прими 14 коши. Зафиров ја направи третата лична грешка, па сега Делалич ќе изведе две слободни. Седум поена за Харис Делалич, 53-67. Тайм-аут за Борос Милковски на 2 минути 45 секунди. Пред последниот звук на сирената. Next possession. We'll do well with Strahil, okay? So, Strahil, Dave, I want Viola over here. Alan with the ball and her. So, Dave, bowling screen for Strahil. Strahil jump, receive the ball, okay? Immediately go inside to hit the screen, okay? Alan, you cut and position for low block. If you don't have this pass, Dar, you go on this side, Yola, lift and put the ball down for Alan, okay? Okay? And play in transition, play black after that. We are playing until the last possession. We are not dribbling. Fight! We are not dribbling until the last possession. И дава посебен белег на нашата клубска кошарка, екипата на ТФТ во последните неколку сезони, откако се етаблираше во горните делови на најквалитетното македонско кошаркарско друштво.
Сигурно така ќе биде и во иднина. Кон ТФТ се гледа со почит, со респект во секоја смисла. Луис. Калхун. Инсистира на шут однадвор Калхун, потроши многу топки, даде едва една тројка. 2:20 до крајот. Петков, на него Николов. Делалич. Робев. Шут на Робев, непрецизно многу, меѓутоа Танасковиќ прифати, потоа се обиде да импровизира, му ја подари топката на противникот и сега Луис тргна прилично без идеја, доста авантуристички избераше тоа, но даде убав кош. 67-55, 12 разлика на минута 57 до крајот. Ќе биде ова и повеќе од достоен резултат од аспект на ТФТ, се разбира, на крајот. Миловановиќ на местото на Андоновски. Баш поиграа вечерва кошаркарите од клупата. Завршни 2 минути. Фаул на Луис над Петков. Шест поени за Марин Петков. Може би не дојде доста до израз во настапите од АБА 2 лигата Марин Петков, но и оној минимален прогрес кој што го прави во однос на претходниот дел од неговата кариера, ете доаѓа низ настапите во домашното првенство, носејќи го дресот на актуелниот македонски кошаркарски шампион. 69-55. Фаулиран Луис. Танасковиќ ја прави четвртата лична грешка. Ако даде две слободни во претходната ситуација, Луис, откако претходно промаши 5, еве го сега половичен од оваа позиција, но до 10 коша, втор двоцифрен покрај Хотон во редовите на ТФТ. 69-56, минута 25 уште од овој надпревар. Андоновски. Петков. Делалич бара топка. Петков сака сам да шутира преку Николов за 3. Малку и за лична статистика. Луис. Му бега на Андоновски. Калхун. Мислам дека нема позиција од аголот на теренот, од каде што не се обиде да погоди тројка. Калхун. Даде една само од 7 обида. 1 од 6 има Николов, 0 од 6 има Верц, 1 од 4 Зафиров, по 0 од 2 имаат Луис и Крстевски. 3 тројки едва и од 29 шута за ТФТ до сега. Последна минута, завршни 45 секунди од надпреварот. Единствена дилема преостанува само уште конечниот резултат. МЗТ е од поодамна уште финалист број 1 на плейофот во македонското кошаркарско првенство. Делалич од поодамна ја меркаше и ја постигнува конечно оваа тројка. Доаѓа до 10 поена за МЗТ, 9-та тројка од 23 шута. Речиси без одбрана од Андоновски, Хотон со 14 коша да стави печат на ова дабл-дабл негово издание.
Има и 17 скока. Мала е разликата, може да почнат честитките. Последните секунди од семафорот. Стручните штабови во меѓусебни честитки и преградки. И звукот на сирената означува крај. МЗТ Скопје Аеродром е првиот финалист на плейофот во домашното кошаркарско првенство. Чисти, лесни 3-0 против ТФТ во серијата, во која што тимот од Тафталиџе сепак беше нерамноправен ривал. Се носеше единствено во првиот меч во Јане Сандански, кога аеродромци славеа со 2 разлика. Наредниот дуел на домашен терен го добија со плюс 24. Вечерва на Кале плюс 14, но повторно беа надмоќни во секој поглед и ја заслужија оваа победа, која што ја заработија со разликата во квалитет што ја наметна во првата и во втората четвртина. 14 поена за Баковиќ, по 10 за Делалич и за Дамјан Стојановски, 8 за Војдан Стојановски, по 7 за Петков, за Гилон, во надпреварот во кој што Васко Атанасов им даде шансе за поголема минутажа и на голем дел од кошаркарите од клупата, додека ТФТ имаше само еден вистински расположен поединец, тоа беше Дејвид Хотон, го завршува надпреварот со 14 коша и 17 скока за ТФТ. Тука е крајот на сезоната, додека МЗТ Скопје Аеродром ќе одмори најмалку една недела, можеби и 10 дена до почетокот на големото финале. Дали против Работнички или против Пелистер, ќе зависи од расплетот на втората полуфинална серија, чии што надпревар број 4 во Битола ќе биде одигран најверојатно во среда, ако е така, со директен пренос на МТВ. Во таа серија битолчани имаат предност од 2:1 и меч топка за финале пред домашната публика во Боро Чурбовски. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Поздрав од екипата на Македонска телевизија која што учествуваше во реализацијата на вечерашниот директен пренос.